Ревидирање на македонската историја, бидејќи таму воопшто не се зборува, не се разговара за бугарската историја. Го загубивме својот мир, своето право на самоопределување, генезата на македонската историја. Ова се резултатите од работата на заедничката историска комисија на Македонија и Бугарија. Според историчарите, единствен губитник во оваа битка е само македонската страна, а добитник бугарската. Историчарот Никола Србов е на ставот дека главниот проблем доаѓа во моментот кога политиката почнала да се меша во историјата, што никако не би смеело да се случува во нормални околности, кои во овој спор ги нема. Го изгубивме ние својот мир, го изгубивме своето право на самоопределување, го изгубивме правото да си определуваме својата историја, која е нашата историја, која е генезата на нашата историја, која е едно од основните човекови права, тоа е правото на самоопределување. Проблемот е што ќе нас политиката врши диктат врз историската наука и добиваме резултати каде што историчарите од двете земји одлучуваат која историска личност како се сеќала она интимно самата себе си. Универзитетската професорка Наташа Котлар-Трајкова смета дека најголемиот историски пораз на Македонија и го донеле историчарите, кои се дел од оваа заедничка комисија. Според неа, тие дозволиле да се постигнат договори со кои се негира македонскиот народ и воопшто неговата историја. Се е отидено во неврат, бидејќи ако повеќе сакале да дискутираат, тогаш веднаш можеле да се повлечат од комисијата овие луѓе со објавувањето на декларацијата во Народното собрание во Бугарија крајот на 2019 година, бидејќи од таа декларација па во сите други документи провејува негацијата на македонскиот народ, неговата историја, културолошка содржина. Според Котлар-Трајкова, историјата не е историска, туку политичка и како таква не може да представува репрезент на македонската историска наука. Комисијата е политичко тело. Таа не представува во ниту еден момент репрезент на научната фела во Македонија. Ако представувате такво политичко тело, тогаш ще вие некој приватен избор на власта, а она што представува приватен избор не може да представува обврска за целокупната македонска историска наука. Србов е на ставот дека истата воопшто не треба ниту да постои, бидејќи наместо зближување довела до омраза меѓу двата народи. Историската комисија е најголемиот проблем во целиот процес. Јас сум на ставот дека таа комисија треба да се укине, воопшто да не постои, бидејќи едноставно направи двата народа да се мразат до степен кој до сега не сме го виделе во историјата, и кога нешто представува толку голем проблем, вие треба да го отстраните. Значи комисијата не води кон решавање на проблемот, туку кон влошување и ескалирање на состојбата помеѓу Бугарија и Македонија. Инаку комисијата досега постигна договори за неколку историски имиња, сите проблематични за Македонија, а потрекна Бугарија, па така цар Самуил, светите браќа Кирил и Методи, свети Климент и свети Наум покрај македонски во македонската историографија стана и бугарски. Отстапка направивме и за Самуиловото царство, за кое историчарите договорија дека било бугарско.